стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, почитувани гледачи. Веле се доста познат моторџиски град, но секако тука е и градот Кавадарци. Па за таа цел наши гости за денес се дел од мотоклубот Тиквеш Рајдерс. Тие се дружелюбиви, весели, секогаш подготвени да помогнат и знаат и добро да се забавуваат, па несомнено дека нивниот прв мотособир ќе биде незаборавен. Тоа е и главната тема за денес всушност. Во нашето студио се председателот на клубот господин Горан Петров, Гаго, и подпредседателот Драган Петров и Гаго и подпредседателот Митко Димов. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Поздрав на сите гледачи на К1. Така. И добро. Пред да го започнеме разговорот со нашите денешни гости, предлагам да го погледнеме прилогот од колешката Мартина Митков. Викендов Кавадарци ќе живее адреналински во духот на две тркала. Љубителите на мотоспортот и мотокултурата имаат можност да присуствуваат на првиот мотособир кој е во организација на клубот Тиквеш Рајдерс од Кавадарци. Под мотото Мотофест организаторите напорно работат и се подготвуваат за овој голем јавен проект за нив, а секако и за сите љубители на мотоциклизмот. Ова година го реализираме нашиот проект Мотофест 2016. Се организира на 12 другари на излетничкото место во Кавадарци, че има 3 рок бенда. Низ градот че има мотодефиле во сабота во 18 часот. Почекуваме околу 600 до 700 мотори и 1200 луѓе. На настанот ќе има различни активности, почнувајќи од утре, кога ќе започне доаѓањето на гости од целата држава и соседните земји, и нивно сместување се до вечерните часови, кога ќе има логорски ритуали и акустична забава. Во сабота мотоциклистите ќе го посетат манастирот Свети Никола Моклишки, градскиот парк, спомен Костурницата, музејот на вкусови, црквата Света Петка, а ќе има и дефиле низ градот кој ќе започне од 17 часот од градскиот плоштад. На мотособирот че има мотоигри, се доделуваат награди за првите места, влечење на јаже, скокање во бречја, најгласен моторцикл, ефтино пиво и повелите дојдете ситна добра забава. Мотособирот ќе се одржи на излетничкото место Моклиште во Ваташа, кај споменикот на 12 ваташки другари. Еве и да го започнеме разговорот. Би сакала најпрво да ни кажете од каде љубовта кон моторите? Љубовта од моторите трае од раните години. Така им од фамилиарно. Така. Да кажеме од 63-64. Што од мојот дедо, па татко, па јас. Од колку години започна да возиш мотори? На 5, 6, 7. Зависи. Така, тоа е навистина мала возраст за возење на мотор. Вие, господин Митко? Љубовта кон мотор може да се каже така од мали и рани години. Како една спортско движење, мотор, гледајќи они моторџи што возат низ кај нас низ градот. Така се почна тоа сета љубов кон моторот. Така. Со оглед на тоа дека овој спорт возење на мотор важи еден од поопасните спортови, што е она што треба да се знае во однос на поседување опрема или претходна подготовка? Поседување на опрема мора да се носи како прво. Кацигат најправилно е кацигат треба се носи опрема, палто, појас, нараквици. Без кацига не смее да се помисли да се кача на мотор, веќе сега во овие денешни време брзи мотори и сообраќајот е малце поголем и треба многу внимание. Опрема мора на секој качување на мотор мора да се поседува она опрема што Како викат? Кациг на главу и памет у главу. да. Вие како едни од поглавните во клубот, веројатно знаете како се создаде името на вашиот клуб Тиквеш Рајдерс. Па име се создаде бидејќи потекнуваме од Тиквешкиот крај. Така. И самото име го кажува името Тиквеш Рајдерс. Клубот е направен за
патрониот празник на град Кавадарци, 9 септември 2013 година. Како функционира вашиот клуб? Кој ги дава идеите за сите оние настани кои што ви се предвидени за... Нашиот клуб функционира и МК мотоклуб. Така. Тоа значи послободен клуб и сите имат право на глас. Не се наредува, нема директива, нема хиерархија, доколку МС мотоклуб имаш хиерархија. Така. Кајна се малце послободен клуб. Така. Колку членови брои вашиот клуб? Нашиот клуб е околу 13 члена. Имате ли женски и машки или само машки сте? Не, имаме само машки, а женски се со возачки. Со возачна. Она што е битно интересно за гледачите што треба да го знаете дека оваа сабота во организација на вашиот мотоклуб, клуб Тиквеш Рајдерс, ке се одржи мотособир во Моклиште во Ваташа. Што точно ќе се случува на овој настан? Ево да ми кажете. Тоа е, Па на овој настан прво се собираме овој како една добра забава, че има мотор игри, добар музички бендови. Кои бендови ќе ве забавуваат на овој собир? Рапшан, те се битола дечките, Троје од Радовиш и Смоук Шейкерс Кавадарци. Таа стете рок бенд. Друго што ќе се случува на овој настан? Че има мото игри, че има добро дужиње, ефтино пиво. Добро Добро скара. Какви игри се предвидени? Па се предвиден најгласен мотор, тегне на јаже, фрлање гума, скок во вреча. Најбрзо пиење на пиво. Нешто слично како пред некое време што се одржа нашиот мотособир Да. во Велес. Да. Така. Во прилика тие се игри некои што се поседуваат. Так. Може да ставиме и најдолго њурење у вирус. Кој се? Колку гости очекувате на овој собир? Очекувате ли гости надвор од државата? Да, очекуваме гости, имаме најава од Србија, од Хрватска и од Бугарија. И од прилика од околу 600 до 700 мотоциклисти и плюс што се оние љубители на без мотори, оние што се љубители на овој спорт. Околу прилика околу 1500 луѓе треба да пристигнат. Да има посета. Така. Ќе имате ли слободен камп за сите оние кои што ќе идат надвор од Македонија? Да, има кампинг зона, обезбедено се е. За камперите обезбедено се имат вода, имат во недела се бајле појадок, бесплатен за сите кампери. Оние што ќе останат да преночат, у недела се поделува појадок. И едно добро. На настанот ќе има најразлични активности, почнувајќи од денес, па ева да им кажеме на гледачите што не очекува денес, а што утре. По денес ќе имаме најава на гости од Србија. Имаме пречек на гости. Имаме мала прошетка низ нашиот крај. И починеме од ноќните часови со една наша забава, клубска акустична забава. До утре веќе се припремаме за пречек на главниот ритуал. Така. Кога сме кај акциите со оглед на тоа што овој мотособир за прв пат го организирате, дали може би имате планови што следно ќе реализирате во иднина? Не, на таа тема не сме уште размислувале. Така. Моментално размислуваме само на мотособирите, на мотофест. мотособир да проведе се како што треба. Така се надеваме. Сите задоволни. Каде се имате патуване со вашиот мотор? Еве, која е ваша најдолга дестинација? Па најдолга дестинација сега бевме на 19 мај во Италија, во Фиренца, на одржување на MotoGP трка. Како поминавте таму? Па одлично, добра забава имаше исто така таму. Бевме 5 дена, сместени таму во Фиренца, дружење со наши колеги таму од Италија, од целиот свет може да се каже. И одлично помирав. Освен ова тура, каде на друго место сте биле до сега? Па сме биле за Бугарија, за Србија, по овие наши колеги што одржуваат мотоклубови забави. Владичка, Дупница, Петрич, Петрич. Зајачар. Така.
Следите ли вие како моторџи мототрки, доколку следите кој возач ви е овака омилен, да не кажете? Па мототрки следиме. Исто како ние што сме љубители на мотор, мора да следиме љубители. Зависи во кој, во MotoGP то мене има милен Валентино Роси. Така, вас? Може да се каже Лоренцо. Отиците Валентино Роси. Така. Како Супербајк е друг, Џони Реа, зависи кој. Зависи на кој ниво се тркат, на кои групи. Така. Би сакала да ве прашам, еве, вашиот мотоклуб дали соработува со другите клубови во земјава и надвор од неа? Дали имате некоја поблиска соработка со другите мотоклубови? Со Еве, Македон... например, и со нашиот клуб. Во Македонија имаме во соработка со сите мотоклубови. Така? Се дружиме без разлика дали има мото настан или нема мото настан. Тоа и Се тоа и ми права- беше прашањето, да, дали Значи имаме со сите другарство и си, Така. Да, да си функционираме, си идеме на гости, они ни дадат нас. Се дружиме. Секој Едноставно. викенд, без разлика дали има мотособир или нема мотособир. Така, тоа е и најбитно. И еве пред самиот крај, што би им препорачале вие на нашите гледачи сумирано од нашиот разговор? Јас би порачал на сите учесници во сообраќајот да почнат малку да ги почитуваат повеќе моторите. Така. Оти тоа е малце голем проблем. Многу сме ситни и мали и не гледат ни на раскрсница, ни на пат, не дават ни предност, ни ништо. Едноставно, еден мал почит пред заразом моторџиите. да не поштуваат во сообраќајот. Тоа е најголемиот проблем од наша страна. И да Друго, си моторџија не е ништо лошо. Малку да го сменат мислењето према моторџиите, обичните граѓани. А зошто го имаат тоа мислење граѓаните за не знам, моторџиите? многу брчал моторот, многу... Затоа што во Велес не е така. Кај нас размислуваат малце на поинаков начин, кавадарци и така. Така. Еве и пред самиот крај мислам да упатиме порака до сите, тоест и покана до сите гледачи кои што сакаат да присуствуваат на овој мотособир. Еве да кажем уште еднаш во колку часот и што ќе се одвива. па утре на 25-ти Така. ги покануваме сите љубители на мотоспортот. Нема врска дали имат мотор Така. или се без мотор. Слободно може да дојдат. Еве може локација да кампуваат. кажеме. Локацијата е на 12 деца во Мокриште. Така. А, Во 17 часот има дефиле, ќе се вози дефиле. Почетната прием на гости почине во 12 часот. Така. Како се наближува, како се собираат луѓето, се починат и мотоигри, се доделуваат на оние награди на кои што победуваат на мотоигрите. После во 16 часот, 18 часот продолжуваме со мотодефиле низ градот. Така. Од кога што се враќаме од мотодефилето, почине виќе она Забавата. рок забава, што Така. кажуваме. И До раните утрите- утрински до раните часови. утрински часови со добро пиво и добра скара и добро расположение што ќе пристигне од нашите клубови. Мислам дека ќе биде се окей. Така, јас ви благодарам што бевте дел од нашата утринска емисија Утрински зрак. Ви посакувам убав помин на мотособирот, па се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и вас за поканата и поздрав уште еднаш до сите гледачи на К1 телевизија. Ве очекуваме утре. Поволите дојдете на гости, покажа да речеш. Да. Почитувани гледачи, во продолжение да погледнеме кратки реклами, па се враќаме назад во студио.